Со марш и скандирање против новите ковид мерки, струмичани синоќа го изразија своето незадоволство од одлуките на здравствените власти кои стартуваат од денес. Учесниците на протестот посочија дека мерките, меѓу кои и покажување сертификат за прва доза за влез во објекти, се спротивни на човековите права и наведуваат на присилна вакцинација. Со вакви антиковид мерки кои удираат директно по нашите права и слобода и по финансиска состојба на граѓаните, но и по угледот на приватниот сектор, угостителите, дистрибутерите, еден синџер кој и така едвај обстанува во кревкиот економски систем во државата. Минатата година, живи и здрави, некои со основни услови за живот, а некои без нив, бевме затворени во 4 зида и мерките се покажаа контрапродуктивни. Годинава директно од власта сме условени со вакцинација. И тоа луѓе кои не смеат од здравствени причини да се вакцинираат. Овие мерки, ќе повторам, удираат врз основните човекови права кои ни се овозможени со самото раѓање. А тоа е дека само ние сме собственици на нашиот живот и нашето здравје. И се спротивно од тоа е неприфатливо и води кон дискриминација и сегрегација. Зарем ќе дозволиме и по таков начин да не поделат? Зарем ќе дозволиме децата да ни раснат во поделено општество, каде место првиот збор да им биде љубов, другарство, емпатија, ќе им биде поделба и дискриминација? Учесниците побараа да не се ускратува според нив правото на избор, да не се создава јаз, да не се создаваат измислени конфликти вакцинирани и невакцинирани. Да не се носат политички одлуки, туку разумни одлуки без двојни аршини и загрозување на демократијата. Бараме секој според сопственото уверување и здравствена состојба да одлучи дали и кога ќе се вакцинира. Додадоа учесниците на протестот, барајќи учебната година да почне со физичко присуство. Министерот за здравство Венко Филипче на својот Facebook профил синоќа напиша: "Протестот е уставно загарантирано право, но исто такво и правото на здравје. Мерките кои ги предлагаме се докажано ефикасни, а вакцинацијата е единствен начин да се бориме против вирусот." Ако порано за бенефитот од вакцините слушавме само од вестите од светот или читавме во медицински студии, денеска веќе можеме да го потврдиме со она што се случува кај нас. Фактот што дури 90% од новозаразените последната недела се невакцинирани и исто толков процент од хоспитализираните е недвосмислена потврда за ефикасноста на вакцините, пиша меѓу другото Филипче на својот Facebook профил.